Гласот на Америка на македонски. Преку една деценија вашиот прозорец кон САД. А сега, директно од студиото во Вашингтон. Добро вечер. Го гледате ТВ журналот News Flash на Гласот на Америка на македонски јазик. Јас сум Лилица Китановска. Среќен Божик за сите што го слават денеска според јулијанскиот календар. На почетокот ќе видиме како празникот се прославува во светот, а овде во САД се е во знакот на работните места, зашто денес е и денот кога одделот за труд ги објавуваат цифрите за декември. Стапката на невработеност во декември забележала значителен пад на ниво од 9,4%. Со падот од 0,4%, таа сега се наоѓа на најниско ниво во последните година и половина. Одделот за труд вели дека американската економија добила 103.000 работни места минатиот месец, што е повеќе од месечниот просек за 2010-та, но помалку отколку што предвидуваа повеќето стручњаци. Председателот Обама го именува Джим Сперлинг за нов директор на Националниот економски совет, што доаѓа на местото на Лоренс Самерс и ќе ја надгледува економската политика на владата. А вчера Обама го именуваше Вилијам Дейли, поранешен член на администрацијата на Клинтон, за нов шеф на кабинетот на Белата куќа на местото на Рем Емануел, кој се кандидираше за градоначалник на Чикаго. Црквите во Македонија, Грузија, Русија, Србија, Украина и Црна Гора, а и православната црква на коптите во Египет го прославуваат раѓањето на Исус Христос. Нарачајте бесплатен календар на Гласот на Америка за 2011. Појдете на www.glasnaamerika.com или пак на нашата страница на Facebook Глас на Америка. Коптите во Египет, како многу христијани, Божич го слават денеска. Но подготовките беа со големи безбедносни грижи. Новогодишниот бомбашки напад во црква во Александрија уби повеќе од 20 верници. Исламските екстремисти продолжуваат со закани на коптските цркви во многу земји. Зошто многу христијани во Египет се чувствуваат посебно загрозени? Во приложение. Многу копти присуствуваа на полноќната миса во Египет и покрај стравот од насилство. Новата година започна со крвопролевање и изрази на гнев кога коптите излегоа на улица по нападот на црква во египетскиот град Александрија. Гергес Рамзи е еден од оние што се во шок. Не можеме да ги преброиме мртвите, многу повредени, а зошто? Сакам да знам зошто. Луѓето овде доаѓаат да се молат. Зошто им се случува ова? Не знам. Дейвид Атавеј од Меѓународниот центар Вудро Вилсон вели дека релациите меѓу муслиманите и христијаните во Египет се напнати со години, но последниве денови станало полошо. Сигурно е дека има ескалација во Египет и мислам дека може да се врзе со претседателските избори што ќе се одржат во септември. Атавеј вели дека многу христијани и муслимани станале порелигиозни и помалку толерантни, особено заради политичката неизвестност и страф од ново насилство. Во интервју за Гласот на Америка преку Skype, професорот Абдула Шлајфер од Американскиот универзитет во Кајро зборува дека некои муслимани прифатиле екстремистички погледи. Има внатрешна струја на непријателство што доаѓа од оваа пуританска верзија на исламот. По јануарскиот напад, Шлајфер вели не е чудно што коптите одговориле со насилство, што според него е реакција на децении на дискриминација, непријателство и антихристијанско расположение. Но за египетските копти, како една од најстарите христијански заедници, насилството не е причина да го напуштат местото што го сметаат за свој дом, вели тој. Црковните лидери ги поттикнуваат на смиреност, а и од муслиманска страна има лидери кои поттикнуваат на солидарност со коптите. Еден од највозбудливите развои во истражувањата за ракот во последнава деценија инволвира тестови кои во моментов се одвиваат во 4 медицински центри во САД. Овие центри користат високочувствителни нови крвни тестови развиени во Генералната болница на Масачусетс во Бостон. Како што ќе видиме од следниот прилог, тестот може да направи револуција во начинот на кој се третира ракот. Со растење, туморите ослободуваат канцерогени клетки што циркулираат во крвта. Нов тест ветува откривање на најмали траги на овие клетки во крвта. Доктор Денис Хабер е еден од истражувачите.
На секоја клетка на тумор во крвта има над 1 милијарда крвни клетки во крвотокот. Предизвикот е да се најдат овие клетки. Во овој нов тест, примерок на крвта се става под микроскоп, што е третиран со специјален лепак. Еве што тогаш се случува според доктор Мехмет Тонер. Сите овие клетки минуваат низ чипот, а канцерогените клетки се препознаени со тоа што се лепат на чипот. Здравите клетки минуваат. Надежта е дека со мерење на бројот и видовите на канцерогените клетки во крвта, лекарите ќе можат да кажат дали третманот на пациентот дава резултат. Доктор Елмер Хуерта бил председател на Американското друштво за рак. Со ова се обидувам да видам дали третманот што го давам го смалува туморот и тој исчезнува на рентгенските снимки, CT скенери или MRI. Зашто понекогаш се потребни месеци пред да може да се види резултатот на третманот на овие снимки. При тоа може да се изгуби критично време ако туморот продолжува да расте. Со новиот тест, лекарите веднаш ќе знаат дали пациентот се уште има рак. Се отвора авенија, велат лекарите, за попрецизно лекување на болеста. За сега, тестовите се лимитирани на пациенти веќе болни, но технологијата го покренува прашањето што е со наводно здравите. Доктор Сузан Лав вели рано е за тоа. Сите имаме канцерогени клетки во телото што не прават никаква штета. Таквите нема потреба да се третираат. Тестовите ќе продолжат уште околу 5 години. Додека тие станат широко достапни, лекарите препорачуваат: бидете внимателни за промени во вашето тело. Раното откривање на секој вид рак е клуч за успехот на третманот. Нафтата очигледно ќе остане тема и годинава, а многу веројатно и подоцна. Гледајте во понеделник под каков притисок е администрацијата на Обама и зошто. Во понеделник во Newsflash, ќе бидат ли сад во иднина помалку или повеќе зависни од нафтата? Некој спомна алтернативна енергија? Нема победници. За сега. Гледајте во следниот Newsflash. Ова беше Newsflash на Гласот на Америка на македонски јазик. Јас сум Лилица Китановска. А за повеќе содржини појдете и на нашата веб страница glasnaamerika.com. Пријатна вечер и убав викенд!